науката нема магична трикова. За секоја природна појава има причина и последица. За се, заради громот него става повеќе професионално. Молнијата Марија е надевитет на електрична искра и електростатичко празнење, прикружено со татнеж, кој се движи од еден облак во друг или од облакот во површината на земјата. Заради ветерот не изгубил хитна пола педал? Не, ветерот е природно движење на воздухот и другите гасови како резултат на разликите во атмосферскиот притисок. Заради ветерот не е болесно пролетно? Марија, мисли малку и да слушате на статичката по природни науки. Учевме за годишните времена. Вие настанувате како резултат на земјината револуција. Што? Заради земјата се движи? Ова го објасни Никола Коперник уште пред 5 века и прв ја изнел современата теорија на хелиоцентричниот сончев систем во неговата епохална книга за движењето на небесните токови. А што е сонцето? Сонцето е нашата најблиска звезда до Земјата. Сонцето е извор на живот за планетата Земја. Елена, од каде ги знаеш сите овие работи? Од книгите, од часот по природни науки во кои се изучуваат и истражуваат природните појави, а воедно и се објаснуваат преку физиката, хемијата, географијата и биологијата. Марија, се е поврзано помеѓу себе. Природните науки не ги проучуваат само учениците, туку и многу други луѓе. Луѓето ги приметуваат знаењата за природата, за да имаат подобри услови за живење. И веќе сега ме здоболи глава. Ми се качи притисокот. Не се секира, Марија, сега ќе провериме и ќе докажеме дали навистина да се качи притисокот. Нормален тип 120 со 80. Високиот притисок е над 120, а малиот притисок е под 80. Заборавив да ти кажам, пулсот е малку зголем, 100. 120, 80. А што е сега 100? Ме спуни со толку бројка. Во природните науки се пресметува со бројки, се мери по бројки и се кажува бројки. Ова беше во она што следува. Драги другарчиња и почитувани гости, денеска се одржува вториот регионален сајм за наука, манифестација која ги спојува училиштата, општествено одговорните организации и компании кои има заедничка цел.
бригати, за да можат да го продолжат профилирањето на образование во подоснежните години, а сега значи да го спуштат и да ги доближат овие природни науки до учениците од најмала возраст, односно во подолните одделенија од основното образование. Јас верувам дека кај сите ученици природните науки предизвикува истражувањето имно, односно да имаат возбуда при изучувањето на сите тие предмети на ова комплексно концепт што е потешкотите при изучувањето на овие природни науки допринесуваат многу учениците да ги одберат обштествените науки во корист на природните науки. И затоа сите вие наставници, професори кои што ги предават овие предмети имате многу важна улога во однос на мотивирањето на учениците, во однос на нивната заинтересираност и изучувањето на природните науки. И јас верувам дека со разбирањето на природните науки, со примената на природните науки, апликацијата можеме и ние несознатите сите оние предизвици кои што стојат пред нас да можеме да ги решиме во скорее на свет. Проектот на Джонсон на Македонија 2025, јас верувам дека видина ќе допринесе во голема мера за подобрување на образованието во нашата држава, но и за иновативноста при учениците, а се вкупно на крај како држава да имаме одлични класни разреди на нашата средина. Јас ќе се обидам сега да цитираме на изјава која што е најдов на интернет од Генералниот директор за Европа на Джонсон Мети, господинот Флориан Богозанов, кој што истакна дека наша колективна заедничка одговорност е да ги негуваме следните генерации на научници и иноватори. И јас на ова само можам да додадам дека сите ние